subscribe. Почитувани мои следачи, верни поддржувачи, продолжуваме понатака со нашите така наречени емисии. Денес се наоѓам во Келснербах, ресторан Макгрил, собственички две македонки кои се надевам дека подоцна ќе се ослободат и ќе ме угостат со еден краток разговор. Ако не, јас самиот ќе извршам една презентација на нивниот прекрасен ресторан. Меѓутоа, на почеток сакам да се заблагодарам до моите верни поддржувачи, тоа се Сашко Гиевски, оптимизација на трошоците за струја и газ. Обратете се, сигурно ќе бидете квалитетно услужени и ќе заштедите малку пари за еден фамилиарен ручек во некој од нашите македонски ресторани. Исто така, Саша и Верица Стевоски, тие се еден брачен пар кои функционираат безпрекорно, нудат голем број на осигурителни полиси и исто така топло ви ги препорачувам, бидејќи на секој од нас тука кои живееме се потребни и текако осигурителни полиси. Затоа не чекајте, долу под ова видео ги има нивните профили, обратете се и ќе видите со сигурност задоволни. Покрај прекрасниот амбиент кој ќе го гледате додека јас зборувам, терасата надвор и внатрешноста на овој ресторан, кој се со капацитет од околу 60 гости внатре во самиот ресторан и околу 100 гости на летната тераса. Тоа значи дека тука комотно, слободно би можело да се организираат фамилиарни веселби, крштевки, роден дени, па ете и некои помали свадби. Затоа да знаете, да имате на ум дека тука можете да направите таа организација. Покрај убавата атмосфера, најбитно е менито, храната што се нуди тука. Те направаме на кратка презентација, што значи дека тука може да послужа со супи, предјадења, малечки, големи салати, како главни јадења ги има и од германските јадења нормално, шницлите, тука се на прво место, рамстек, од македонските јадења, односно скара, може да се порача мелено, секаков тип, кебапи, плескавица, исто така може да се порача увијач и оние другите македонски готвени јадења кои ќе не доближат малку до нашите домови во Македонија. Значи тука е селското месо, сарма, мусака, како специјалитет на оваа куќа е пастрамаилијата, со сигурност тврдам дека е многу вкусна, бидејќи веќе ја имам пробано. Секако дека има и малечко мени за нашите дечиња. Исто така може да се вкуси и добра риба, бидејќи на само 50-60 метри од тука има едно малечко езеро, каде што се лови рибата. Од напитоци, има доста македонски напитоци, ќе поставам видео, сите поединечно, сокови, вина и секако пиво. Да напоменам дека за летниот период на летната тераса е добро да се испие по едно или две точени пива. Работното време на ресторанот е секој ден, освен вторник, ден кога се одмара. Во обичните работни денови ресторанот отвара од 3 часот на пладне, па се до 8-9 навечер, а за викенд, односно сабота или недела, ресторанот отвара од 12 часот на пладне, па се до 8-9 навечер. Меѓутоа, во иднина кога ќе се организираат и забави, ќе се има жива музика, веројатно и термино малку ќе се помести до подоцна, во зависност од атмосферата. Ова во позадина е дел од терасата, каде што можете да се релаксирате, бидејќи е обкружено со зеленило, тивко место, понекогаш се слуша само полетување и слетување на авиони, како што кажав, се е во непосредна близина. Има паркинг место и исто така одма во близина, како што кажав, езерото, каде што може се направи една мала прошетка за да спанне малку јадењето, да се слободи простор за следното. Ова е тој покриениот дел на терасата.
во кој се планира во иднина да се организира, например, гледање на некои фудбалски надпревари или, како што кажав, фамилиарни забави, доколку времето не го дозволува тоа да биде на отворено небо, сепак тука е покриен простор. Убаво место за точено пиво и навивање на спортски манифестации. Драги мои, тоа е се накратко што треба да знаете за овој ресторан. За останатото треба да бидете на лице место, да се уверите, да пробате и да ја почувствувате атмосферата. Искористете ги овие убави денови и дојдете во ресторан Мак Грил Келстербах.